Кратки најави за денешниот дневник. Во пораз сиромаштијата во Охридскиот регион. Започна работилница за граѓанска наука во Националниот парк Галичица. Жители од улицата Ристо Чатон во Видобишта бараат пристапен пат до своите домови. Соработка меѓу Француски коледж, Факултетот за туризам и Ванџо Питошевски. Продолжија ракетните напади врз Украина. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме облачно време со слаби врнежи од дожд над 500 метри надморска висина, врнежи од снег. Максималната дневна температура само 4 степени, а во текот на ноќта кон петок врнежите ќе продолжат и снежната граница ќе се спусти до 300 метри надморска висина. Во петок над најголем дел од Европа ќе има пад на температурите, локално на Пиринејскиот и Балканскиот полуостров слаби, локални врнежи од дожд и снег, а на југ на Апенинскиот полуостров дожд. Во останатите делови од Европа времето стабилно, со зголемена облачност и со ниски температури. Утре во централна, јужна и источна Европа умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и снег, ветровито и студено. Во северните делови умерено облачно со сончеви периоди, максималните дневни температури од 0 до 11 степени Целзиусови. Во Македонија во петок во раните утрински часови врнежите ќе престанат. Во текот на денот времето претежно облачно, ветровито и студено, а во текот на денот на крајниот северозапад и исток услови за слаби локални врнежи од дожд. Во источните делови умерено облачно со повремени сончеви периоди. Минималната од -4 до 4, максималните дневни од 1 до 8 степени. Во Охрид во петок времето претежно облачно, ветровито и студено, минималната 1, дневната 5 степени, а во следните денови ќе биде умерено облачно со сончеви периоди и студено, минималната од -1, односно -2, дневната 6, односно 5 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Свис Кроно. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Кнауф и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Расте бројот на сиромашни. Вкупно 600 семејства
односно околу 2500 луѓе од Охрид и Дебрца добиваат помош од Црвениот крст од Охрид. Поскапувањето на електричната енергија и енергенсите ги примораа социјално загрозените граѓани да бараат и помош за огрев. Од Црвениот крст од Охрид апелираат до општествено одговорните компании и хуманите граѓани кои имаат можност да донираат за помош на социјално загрозените граѓани. Околу 600 социјално ранливи семејства од Охрид и Дебрца добиваат помош од Црвениот крст Охрид, дел во храна, средства за хигиена, лекови, прегледи, оперативни зафати. Економската криза и бранот на големи поскапувања секојдневно го зголемува бројот на сиромашни. Бројот на социјално загрозени достигна околу 2500 лица. Најразлични начини, значи гледаме да излеземе во пресред на оние кои што имаат потреба. Ги има во се поголем број, верувајте дека со самата економска ситуација во државата, со се поголемата скапотија, се повисоката скапотија, се поголемата сиромаштија, се поголем број на луѓе бараат помош од Црвениот крст. Гледаме да излеземе во пресред и со помош и поддршка на општествено одговорни фирми, компании, институции, поединци кои што гледат да, ако можат да помогнат да го направат тоа преку Црвениот крст. Поскапувањето на електричната енергија и енергенсите ги примораа социјално загрозените граѓани да бараат помоши за огрев. Лицата со пониски плати не можат да ги задоволат основните потреби, се соочуваат со недостиг на финансии. Во зимскиот период огрев, значи во зимскиот период се бара дрва, огрев, и плаќање на сметки за струја и така натака, се бара храна, верувајте дека секој ден ги обслужуваме во соработка со Жито Леп од Охрид, ги обслужуваме со леп, со пециво, поголема бројка на луѓе секојдневно доаѓаат овде и им даваме она што имаме и што можеме. Од Црвениот крст Охрид апелираат до општествено одговорните компании и хумани граѓани кои имаат можност да донираат за помош на социјално загрозените граѓани. Започнаа работилниците за граѓанска наука. Денес во просториите на јавната установа Национален парк Галичица во Охрид, на присутните учесници им се пренесоа основните податоци за проектот и значењето на активностите кои покрај едукација ќе представуваат и модел за заштита на природните и културните вредности. Проектот е од големо значење за пристапните преговори на државата за влез во Европската Унија. Започна теоретскиот дел од граѓанска наука. Се одржа првата работилница за граѓанска наука во просториите на јавната установа Национален парк Галичица во Охрид, на која учесниците се запознаа со основните податоци за проектот. Им беа представени деталите и значењето на овие активности кои покрај едукација ќе представуваат и модел за заштита на природните и културни вредности на националниот парк. Интересот е прилично голем, па така покрај луѓе кои гравитираат околу паркот, присутни беа и членови на повеќе организации од регионот. Ме мотивира од сакам природата и сакам што е можда повеќе да знам за неа. Па често посетувам шуми, отим ме интересираат немногу печурките. Граѓанска наука за мене значи повеќе да се едуцираме за природата и што можеме повеќе да ја истражиме и да дознаеме за неа. Работилниците представуваат теоретски дел од проектот и служат како наобразба за понатамошните практични активности кои ќе следуваат во пролетниот период, кажа Ангела Тасецка, соработник за еколошка едукација во установата. Имаат можност да се запознаат со генералните информации за граѓанска наука, за граѓанската наука, како се спроведува во останатите држави, за Натура 2000 мрежата, чиј овој процес е дел од Натура 2000 мрежата. Потоа ќе се запознаеме со дел од мобилните апликации кои што ќе се користат во иднина. Нешто ќе се спомене и за видовите кои што ќе бидат мониторирани во текот на овој процес. Даниел Богнер, координаторот на проектот, е задоволен од проактивноста на вработените во Националниот парк. Вели дека овие активности се важни за пристапните преговори за влез во Европската Унија. At the moment, Macedonia is preparing for joining. Во моментов Македонија се подготвува за приклучување кон Европската Унија, а воспоставување на Натура 2000 мрежата на заштитени подрачја е предуслов за пристапување во Унијата. Со овој проект ние го поддржуваме тој процес, помагаме на Министерството за животна средина, а Националниот парк Галичица е партнер во овие процеси.
По втората теоретска работилница, предвидена во месец февруари, учесниците ќе бидат целосно оспособени за мониторинг. Тие ќе можат самостојно да наблюдуваат, истражуваат и прибираат податоци за растенија и животни во националниот парк. Заедно со вработените во паркот и експертите ангажирани во проектот, практичните теренски активности ќе се реализираат на месечно ниво од март до септември за пронаоѓање и мапирање на растенија и животни. Сменет урбанистички план во населбата Видобишта ги оставил безпристапен пат до домовите неколку семејства. Жителите со години бараат од локалната самоуправа решение за настанатиот проблем. Тие покрај спорниот приот до домовите се соочуваат и со лоша комунална инфраструктура на патот кој го користат повеќе од 2 децении. Изменет урбанистички план внесе раздор и немир меѓу соседите во населбата Видобишта. Ѓурчин Стојковски, еден од засегнатите жители на ова улица, тврди дека повеќе семејства користат пат во должина од околу 150 метри кој го има во нивните имотни листови. Нивните соседи пак кажуваат дека на добра волја им дозволуваат да го користат патот кој е во нивниот имот. Сменетиот план покрај тоа што предизвикува спор за користење на пат за влез на повеќе семејства до домовите повеќе од 2 децении, им предизвикува и потешкоти во нормалното живеење од лошата комунална инфраструктура. Стојковски од локалната самоуправа бара решение за комуналниот проблем, од кој трпат последици семејствата кои живеат на овој крак од улицата Ристо Чадо. Општинава да ми даде решение да влезем јас во куќава моја. Го снимивте парчето кај што влегам сега јас во куќата моја. Нека си докажат кој како и каде ми е мене патот за да влезам за мојата куќа. Ако се урбанизам го решава неговиот проблем, нека се повеше урбанизам, нека ми дајте од кај да врвам јас. Урбанизам. А ова е мој пат. Жителите бараат локалната да постави тампон или бекатон на патот во должина од 150 метри, кој го користа додека трае спорот поради кој тие се оставени без пристап до патот кој е зацртан во урбанистичкиот план. Покрај тоа, што газат низ кал, се соочуваат и со тоа што до нивните домови немаат приот камионите за собирање на комунален смет, како и возилата од пожарна и брза помош, раскажува Стојковски. Да не се гаси во кал вака, бидејќи се искршија и коли се искршија. Да е санирано. Да се санира. Сега за сега, а проблемите што си ги имаат буѓето ове што си ги решавале, да си ги решат. Преку сути урбанизам да си се дојд до луѓево да си да си уреши ти урбанизам, ако сакат ти урбанизам, зашто ние плаќаме. Ѓубре не можам да фрлам. Од никаде. Кај да одам? Кај да фрлам ѓубре кога не може да влезит камион? Не може да влезит не може ни брза помош да влезит. Преку Соклиња ги носиме бомниве, преку ограда ги носиме за да влезит брза помош. Не може да влезит ни брза помош. Жителите од овој крак на улицата Ристо Чадо се соочуваат со овој проблем повеќе од 2 децении. Досега ниту една локална власт не успеала да го реши комуналниот проблем, кој создава нервоза меѓу жителите и го отежнува секојдневието, подвлекува Ѓурчин Стојковски. Дел од француските гастрономски вештини представени пред учениците на Општинското угостителско туристичко училиште Ванчо Питошевски, како и пред професорите и студентите на Факултетот за туризам и угостителство од Охрид. Исто така, представниците од коледжот Жеси де Форест од Авен-сур-Хелп, Република Франција, разговараа за реализација на идни проекти и нови мобилности во Франција на студенти и ученици од двете образовни институции. Во периодот од 23 до 24 јануари на посета во Охрид и на Факултетот за туризам и угостителство од нашиот град, како и на Општинското угостителско туристичко училиште Ванчо Питошевски, во посета дојдоа представници од коледжот Жези де Форест од Авен-сур-Хелп од Република Франција. Професорката Кристел Леруа и шефот Фредерик Рус реализираа Еразмус Плюс и мобилност програмски активности со цел продлабочување на односите со Факултетот за туризам и угостителство, како и со Средното угостителско училиште Ванчо Питошевски. Делегацијата исто така оствари средба со деканот на ФТУ професор доктор Снежана Дичевска и раководителот на студентската
насока гастрономија доцент доктор Климент Наумов, како и со директорот и управата на училиштето Ванчо Питошевски. Се разговараше за идни проекти и реализација на нови мобилности во Франција на студенти и ученици од двете институции, како и на професорски кадар. На 24 јануари во кабинетот по готварство при Општинското угостителско туристичко училиште Ванчо Питошевски се изврши демонстрација на подготовка на топло тесто или патеа шу и сладкарски крем патисие, како и нивна терминална реализација и спојување во форма на еклери и профитероли од страна на шефот Фредерик Рус, а во асистенција и јазична практична интерпретација на професорот Климент Наумов. Вчера во 18 часот и 50 минути во СВР Охрид било пријавено дека на магистралниот пат село Подмолје Струга се случила сообраќајна несреќа во која се повредени повеќе лица. Незгодата се случила помеѓу товарно возило марка Сканија со приколка со албански национални ознаки, управувано од страна на 39 годишен државјанин на Република Албанија, и патничко возило марка Ауди со охридски регистарски ознаки, управувано од 40 годишен охриѓанец. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот од патничкото возило, а со телесни повреди се здобиле двајца сопатници од истото возило, од кои еден малолетник од Охрид, констатирани во специјалната болница Свети Еразмо во Охрид. Извршен бил увид од увидна екипа од СВР Охрид. Ке се доделуваат канти за отпад за улиците Марко Несторовски, Васил Главинов и Карстен Мисирков. Општина Охрид, согласно програмата за заштита на животна средина и природа во оперативната 2023 година, ќе врши доделување на пластични канти од 120 литри за селекција на отпад на домаќинствата на територија на Општина Охрид. Оваа година канти ќе добијат индивидуалните домаќинства од следните улици: Марко Несторовски, Васил Главинов и Карстен Мисирков. Граѓаните ќе може кантите да ги подигнат во просториите на секторот за механизација при јавното предпријатие Охридски комуналец, лоциран на улицата Асном, во период од 30 јануари до 28 февруари од 8 до 13 часот секој работен ден од понеделник до петок. Граѓаните при подигнувањето на кантите треба да приложат лични документи за идентификација, од кои ќе биде видлива адресата на живење и сметката за собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад од јавното предпријатие Охридски комуналец. Во продолжение следуваат вестите од светот. Русија утрово изврши уште еден масовен ракетен напад врз Украина, а експлозии се пријавени во Киев, Виница, Днепар и Миколаев. Според првичните извештаи, експлозиите се од украинската противвоздушна одбрана, а не од руски ракети кои погодиле цели. Системите за воздушна одбрана на Украина утрово соборија неодреден број руски ракети, информира шефот на кабинетот на украинскиот претседател Андрей Јермак. Противвоздушната одбрана била активна и во јужните региони на земјата, вклучувајќи и Одеса. Денешниот напад доаѓа по непроспиената ноќ за многумина во Украина, бидејќи Русија во текот на ноќта лансираше бранирански дромови камикази врз повеќе градови, вклучувајќи го и Киев. Украинската воздушна одбрана ги собори сите 24. Последниот голем ракетен напад на Русија врз Украина беше во саботата на 14 јануари, во кој ракета погоди стамбена зграда во Днепар, при што загинаа најмалку 46 лица. Специјалниот представник на Европската Унија за диалог меѓу Белград и Приштина, Мирослав Лајчак, по вчерашната ненајавена посета на Приштина, соопшти дека заедно со премиерот на Косово Албин Курти и шефот на преговарачкиот тим во Брисел Бесник Беслими постигнале договор за спроведување на сите договори постигнати меѓу двете страни. Лајчак на Твитер заедно со фотографија од вечерата со Курти и Беслими објави дека се вратил во Косово за да продолжи со честните, отворени и интензивни дискусии за следните чекори и патот кон нормализирање на односите со Србија. Во синоќешното интервју за Таваклан Косова пред заедничката вечера со Курти и Беслими, словачкиот дипломат и представник на ЕУ предупреди дека партијата што ќе го одбие европскиот предлог ќе се соочи со намалување на поддршката, наведувајќи дека разговорите за планот на ЕУ за Косово се водат одделно со сите страни. Лајчак рече дека очекува Косово и Србија да го прифатат и потпишат предлогот. Мач со мачета уби едно црковно лице и рани свештеник во напади на две цркви во Алхесирас пред да биде уапсено. Шпанското министерство за внатрешни работи соопшти дека случајот се истражува како потенцијален чин на тероризам. За сега не е познат идентитетот на уапсениот во овој град на југот на Шпанија. Мажот прво влегол во црква Сан Исидоро и со мачета го нападнал свештеникот, кој е тешко повреден и хоспитализиран. Напаѓачот потоа отишол во црквата во Ноестра Сењора де ла Палма и со мачета пред овој
објект го убил црковното лице. Локалните медиуми јавуваат дека се повредени уште најмалку 3 лица. Едно лице загина, 6 се повредени откако избувна пожар во висока стамбена зграда во Чикаго. Починатото лице е пронајдено во станот, каде според претпоставките на пожарникарите избувнал пожарот. На снимката која се појави на социјалните мрежи, на неколку катови се гледаат светло-портокалови пламени. Немалку 9 ката се чини дека се оштетени во пожарот кој избувнал на 15-тиот кат, а нешто под 10 часот по локално време се проширил до 24-тиот кат на зградата. Во гасењето на пожарот учествувале повеќе од 300 пожарникари. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!